Тогаш кога платите на најголем број од вработените се мали, а трошоците постојано се зголемуваат, логично се наметнува потребата од посегнување по разноразни кредити, користење на дозволениот минус на кредитните картички и низ други спасоносни мерки да се преброди одреден кризен период во домашниот буџет. Банките пресметливо допуштаат минус до 2 плати, правејќи на тој начин ситуација во која граѓаните практично имаат пари и кога немаат. А колку чинат тие пари, односно колку банката ќе им ги наплати со пресметување камата, малкумина знаат или водат сметка. Не знаат ниту дека за една година минусното салдо на тековните сметки создадено со пречекорување на платите се приближило до 200 милиони евра. Во време кога речиси никој никому не позајмува пари, граѓаните немајќи друг избор, се почесто посегнуваат по минусот на картичките. Овој начин на самофинансирање им е наједноставен, но истовремено и најскап. Еве конкретен доказ. За пречекорување на салдото просечната камата изнесува околу 11%. Значи, ако некој искористил 10.000 денари, тие пари си имаат своја цена, која изнесува 1100 денари. Или ако две плати изнесуваат околу 50.000 денари, тогаш каматата на минусот изнесува 5500 денари, односно 1/5 од една плата. За ваков вид на задолжување банките не се обезбедуваат со хипотека, ниту со жиранти, бидејќи ризикот им е пресметен, а работата профитабилна. Нормално и тука предност имаат буџетарите, сите оние кои имаат помалку или повеќе сигурни примања и не влегуваат во така наречените ризични категории. Слична е состојбата и во соседните држави, особено во оние со ниски просечни плати, како што се Србија, Бугарија и Црна Гора. И во нив се одвива според принципот на задолжување. Се задолжува државата, се задолжуваат и граѓаните.